Што е? Со вчерашната скандалозна одлука на Уставниот суд, со кој се укинува законот за помилување од 2009 година, судот се стави во директна служба на осомничените високи функционери на ВМРО ДПМНЕ. Целта е повеќе од јасна: восторничко здружување со цел останување на власт на една партија. Експресната одлука, непозната во уставното право и функционирањето на Уставниот суд, е резултат на независноста и професионалната работа на специјалното јавно обвинителство. Овие формални полуги на судскиот систем, а фактички извршители на восторничко здружување, ја завршија својата работа. Сега наред е формалниот претседател Ѓорѓе Иванов, чиј легитимитет е подеднакво спорен како и оној на партиите на власт. Сега професорот на правниот факултет треба да одлучи дали ќе биде директниот и последен соучесник во рушењето на правниот и уставниот поредок на Македонија или ќе се стави на страната на правото и правдата. ЛДП го повикува јавно да се изјасни дали ќе го искористи правото на аболиција со цел помилување на осомничените високи функционери на ДПМНЕ. Дали е спремен дефинитивно да ја заземи улогата на челот на државата и нејзината иднина. Тој би требало да биде свесен дека користи право добиено од скандалозен начин од окупиран суд, кој би требало да го штити уставниот поредок на Македонија. Со самото тоа станува дел од восторничко здружение кое ќе ја сноси кривичната одговорност за рушењето на уставниот поредок. Доколку не се изјасни јавно за намерите, ЛДП ќе побара поведување на постапка за одземање на мандатот во Собранието на Република Македонија или организирање на референдум со цел повлекување на претседателот Иванов од неговата функција. Во очекување на одговорот во следните денови му порачуваме на Иванов. Одлуката е многу лесна: криминал или правда, зачувување на државата или нејзино целосно уништување. Но знаеме дека се е до капацитетот кој претседателот во изминатиот период се покажа дека го нема. Ова е последна шанса од која враќање назад нема. Сите до еден, повторувам, сите до еден ќе одговараат за најголемото злосторство направено во поновата историја на Македонија, вклучително и Иванов, кој ќе стави подпис за крајот на правдата и уставниот поредок, меѓутоа и за негов собствен политички крај.